Клиничката болница во Штип чека да заврши тендерот за инсталација на централен довод на кислород, за да може да ја стави во функција модуларната болница. Објектот е целосно изграден и во него е инсталирана комплетната немедицинска опрема, но за истојот да почне со работа, неопходен е најважниот елемент – кислородниот довод, инвестиција вредна над 3 милиони денари. Дел кој што е наш како клиничка болница Штип, а тоа е набавка на централна станица за кислород и доведување на развод на кислород во сите од овие 47 легла кои што ги имаме во модуларната болница. Вчера го потпишав од моја страна договорот, заврши конечно тендерот. Чекаме да се потпише од другата страна фирмата која што ја доби таа јавна набавка и се надеваме дека во скоро време и тие ќе ја завршат својот дел и ќе можеме конечно да ја ставиме и модуларната болница во функција. Кога ова ќе се заврши, не може точно да се прецизира, но од болницата се оптимисти дека во прашање е многу кратко време. Во меѓувреме, бројот на хоспитализирани ковид пациенти во болницата расте и тамо се згрижени над 40 на лица на инфективното оделение и 4 на интензивна нега кои се со тешка клиничка слика. И гледаме бројките, сите секојдневно одржавата повторно расте бројот на новозаболени, очекуваме дека ќе порасне бројките на хоспитализирани. Ние сме спремни, ќе се работиме нашата работа и понатаму, ова веќе. Ако и биде нов бранд, ќе биде втори, трети или четврти, не е важно како ќе го растиме, наше е да одговориме на предизвикот и сите оние кои што ќе имаат потреба да бидат хоспитализирани. Направените ПСР тестови покажале позитивни резултати кај 5 вработени на физикална терапија и кај 3 на кардиологија. Ова значи дека работата на овие оделение ќе мора да се реорганизира или времено стопира. На клиниката на кардиологија веќе упативме писмо уште пред 2 дена до сите околни здравствени установи да ги препраќаат интите пациенти во клиника за кардиологија. Со директорот на кардиологија е запознаен со ситуацијата, ќе ги преземе сите пациенти се додека, јас се надевам дека за 2-3 дена ќе имаме резултати и ќе се вратат голем дел од персоналот кои што се тестирани, ќе продолжи кардиологија да функционира како што треба, додека ситуацијата во физикалната медицина и рехабилитација е малку по-тешка, таму сите тројца доктори кои што работа таму се позитивни на ковид, таму да ќе мора да ја прекинеме работата на физикална медицина и терапија. Ќе се снаоѓаме што ќе правиме со пациенти кои што имаат потреба од лекарски потписи и извештаи.